Почитувани гледачи, добар ден. Вторник е, време е за нова епизода од емисијата Медицинско катче. Утрово тема лимфаденопатија. Колку е опасна? Каде се јавува? Дали е поврзана со возраст? Дали секој отечен лимфен јазол значи дека е опасен? На оваа тема зборуваме со магистар доктор Татјана Смилевска, специјалист по хематологија од приватната болница Аџибадем Систина. Докторка, добар ден. Добар ден. Ја најавив денешната тема лимфаденопатија, ајде најпрво на гледачите да им објасниме за што конкретно станува збор. Терминот лимфаденопатија се однесува на различни состојби и болести кои што ги зафаќаат лимфните жлезди и реперкуираат со промена на нивната големина, конзистенција, понекогаш и број. Во суштина тоа е синоним, накратко и едноставно кажано, за најчесто зголемени лимфни јазли. Во нашиот организам постојат многу лимфни јазли, околу 600 на број, кои што се всушност нормален дел од нашиот имун одговор. Достапни на палпација се исклучиво лимфните јазли кои што се наоѓаат во регии кои што се на вратот, потоа во пазувите и во препоните. Сите други се достапни во колку е потребно со визуализирачки методи, као што се рентген снимки, компјутери и слично. Како и да е, ние се занимаваме со зголемени лимфни јазли само тогаш кога тие ќе се променат во однос на конзистенција, големина и број. Причина за лимфаденопатијата... Тоа ми беше следното прашање, која е најчеста причина поради која што се појавува? Така, најчестата причина е вообичаено не е толку сериозна и тоа се најчесто во најголем процент инфекции, кои што може да бидат бактериски, вирусни, габични инфекции и во овој случај лимфаденопатијата, односно зголемените лимфни јазли, најчесто се решаваат, односно се повлекуваат во рок од 1 до 2 недели. Меѓутоа, постојат и сериозни причини за зголемени лимфни јазли, односно за појава на лимфаденопатија, а тоа се малигни заболувања, кои што примарно се јавуваат во лимфните јазли и во лимфното ткиво, и тоа се најчесто хематолошки заболувања, но постојат и малигни заболувања во други органи кои што пројавуваат метастази во регионалните или во далечните лимфни јазли. Можат од хематолошките болести најчесто во клиничката презентација се јавува со лимфаденопатија кај акутна лимфобластна леукемија, кај хронична лимфоцитна леукемија, тоа се специфични дијагнози, и исто така кај Ходжкинова болест и една голема група на неходжкинови лимфоми. Меѓутоа, од инфекциите, например, би истакнале дека најчеста презентација со зголемени лимфни јазли е кај инфективна мононуклеоза. И таа е така доста драматично знае да се презентира и по сите лабораториски и клинички анализи, така да многу често пациентот доаѓа исплашен со размислување дека можеби диференцијално дијагностички се работи за нешто многу посериозно. Како и да е, инфективната мононуклеоза се решава со консултација со инфектолог и тоа е работа која што е на крајот бенигна. Други инфекции кои што можат да се јават се габични инфекции, на нив мораме да мислиме, и исто така на вирусни инфекции, еден голем број, паразитарни инфекции кои што можат да бидат презентирани со лимфаденопатија, дури и некогаш треба да се размислува кај алергиска реакција на одредени лекови, може да се презентира, не често, меѓутоа може да се презентира со температура, осип, треска и појава на лимфаденопатија. Сега, проценката на лимфаденопатијата, кога доаѓа пациентот кај вас, исплашен со потечени од зголемени лимфни јазли, која е тука вашата улога и што треба да се направи на почеток? Како проценувате дали е опасно или сепак станува збор за бенигна формација? Тука е во прашање, прво клиничкото искуство е во однос на проценката апсолутно. Значи, пациентот доаѓа, ви соопштува дека забележал зголемени лимфни јазли. Битно е да се дефинира кога ги забележал прв пат, колку време тоа трае, дали се намалуваат, дали се зголемуваат и така, но важно е да се обрати најчесто на хематолог. Бидејќи сме
као квалификувани за препознавање и диференцирање на лимфаденопатија. Важно е да се каже дека некогаш пациентот ги забележува зголемините лимфни јазви, но некогаш тоа може да биде откриено од некое друго лице. Основно е, кога ќе се појави пациентот кај вас, да земете една детална убава анамнеза, значи убаво распрашување и една детална историја, во која што се осврнувате на времето кога е појавена, колку трае, дали се променува во однос на големината, потоа дали постојат конституционални симптоми, како што се треска, покачена температура, особено до 38 и над 38, особено во вечерни часови, и таа е континуирана. Исто така потење, кое што не е поврзано со климатските услови, но е потење кое што е така перзистентно и паѓа во очи, или појава на чешање по кожа, но без органска причина за тоа, значи нема никакви промени на кожата, меѓутоа он има упорно чешање. Овие симптоми може и не мора да ги има, но е битно да ги расчистиме и да знаеме да ги нотираме во колку постојат. Исто така е битно да се распрашаме за да ја лоцираме дренажната регија каде што во суштина лимфните јазви дренираат, односно во склоп на имуниот одговор реагираат со нивно зголемување и промена на конзистенција. Битно е да се распрашаме дали пациентот имал патување во некои земји, екзотични дестинации или земји кои што се со рецимо низок стандард и така. Битно е да се распрашаме за тоа дали имаат домашни миленичиња во нивната средина на живење. И тоа се углавном работите кои што мораме да ги расчистиме на прв разговор. Потоа приоѓаме кон преглед. Значи, рековме, достапни се само оние јазви кои што се на врат, неколку регии на врат и пазуви и ингвину. Битно е при прегледот да се и клиничарот нормално знае дали се тие болно чувствителни, се одредува големината на палпација. Сега секогаш големината е таа која што ја пипаме заедно со кожа, подкожно ткање. На ехо ќе видите правата величина на жлездата, ако има потреба, но сепак нотираме димензии на лимфните јазви. Битно е да се процени конзистенцијата на лимфните јазви, дали се тоа меко еластични, тврдо еластични, дали се фиксирани во однос на кожа, на подлога. Тоа се све малку постручни карактеристики кои што мораме да ги издефинираме. И дали се болно чувствителни. Болно чувствителните лимфни јазви најчесто се во склоп на реактивни лимфни јазви, односно реакција на организмот на одредена инфекција или воспаление кое што во регионот каде што дренираат дотичните лимфни јазви. Понатаму во процедурата, во испитувањето, проценуваме дали треба понатамошни испитувања да се прават или не, во зависност од клиничката слика, односно не само клиничката слика, туку и од распитот, односно од анамнезата. И тука клиничарот може да се ориентира најчесто со одредување на одредени лабораториски испитувања, како што се седиментација, потоа класична крвна слика, потоа може да биде да инсистираме и на диференцијална крвна слика, односно на морфолошка интерпретација на периферна крвна размазка. Тоа е правење на препарат кој што се гледа под микроскоп, па така хематологот има прилика да види морфологија на клетките, белите крвни зрнца кои што се во крвта. Не сите промени се рефлектираат на периферна во наодот во периферната размазка, но битно е и тоа да се исклучи. Исто така вирусолошки и серолошки испитувања во кои што најчесто размислуваме да се исклучи цитомегаловирусна инфекција, Епштеин-Бар вирусна инфекција. Епштеин-Бар вирусната инфекција обично инсистираме кога се работи за инфективна мононуклеоза. И во некои земји каде што е се уште присутна преваленца голема на туберкулоза, треба секогаш да се помисли и да се, за жал и кај нас мора да се помисли на оваа болест, на туберкулоза, да. Тоа се исклучи. Клинички туберкулозата апсолутно има многу карактеристичен аспект, презентација, но сепак треба да се исклучи. Околу возраст,
Дали заболуваат и деца и возрастни, односно на која возраст, имате долгогодишно искуство, најмал пациент кај кој што си има појавено вакво нешто што го имате дијагностицирано, па крајот на криштата и повозрасен? Да, вака, сега Ходжкиновата болест, рецимо, сега зборуваме за специфични хематолошки заболувања, е почесто болест на млада популација, но по некој ред на работите, млади пациенти се во домен на педиатриска хематологија. Значи, кај нас доаѓаат над 14 години по закон, иако се уште деца, на вистина, и тука е малце стварно чувствително кој ќе дојде на преглед кај нас, сипак е дете, но тоа е тоа. Значи, конкретно, најмладиот пациент кој што јас сум го видела е нешто помалце од 15 години кај нас. Затоа што доаѓаат веќе како возрастни. Но фактички лимфаденопатија од аспект реактивна лимфаденопатија во склоп на инфекции може да се јави во било која возраст. И кај деца, и кај возрастни, и кај многу возрастни луѓе. Значи тоа е апсолутно, нема граница возрастна. А што се однесува до специфичните заболувања, исто така нема возрастна граница. Има, да речеме, распоред на одредени дијагнози, повеќе во детска популација, повеќе во возрастна, но сепак сите се опфатени, односно потенцијални. Кои се причините за појава на лимфаденопатија? Можеме ли да ги класифицираме? Едната причина, рековме, инфекции. И вирусни, бактериски, габични, кои што треба да ги дијагностицираме и да ги евалуираме во консултација со инфектолози. Тоа има карактеристична клиничка слика, секогаш пациентот ќе ви каже дека во дотичната регија, ако е например на вратна регија, има гушоболка, засипан заб, било каква некаква инфламаторна, значи воспалителна или инфективна состојба. Тоа се решава со клинички преглед и со анализи кои што ги спомнавме. И како се лекува, кога сме веќе кај бенигните? Освен со антибиотици? Освен со антибиотици нема што друго. Ако е антибиотик специфичен, кај вирусни инфекции сигурно не е антибиотик, кај габични инфекции секако антимикотици. Меѓутоа, важно е да се истакне дека секоја лимфаденопатија, кај овие реактивни лимфаденопатии, ние секогаш очекуваме дека во рок од 2 недели максимум ќе се повеќе, ќе се врати на нормална големина, ќе исчезне болката, ќе исчезнат и симптомите од кои што ја предизвикале конкретната состојба. Меѓутоа, важно е да се истакне дека кај секоја лимфаденопатија, кај која што не сме на чисто, значи непозната е причината за незиното јавување, а таа перзистира и понатаму преку 2 недели, задолжително мора да се размислува за хируршка биопсија, односно најнапред тенкоиглена биопсија, па потоа и хируршка биопсија на жлезда. Тоа не води кон дополнителните испитувања. Значи, секоја лимфаденопатија која што не е реактивна, трае повеќе од 2 недели, не ни е јасна причината, мора да се оди најнапред на тенкоиглена биопсија која што е ориентациона метода. Таа нас ќе не ориентира, значи тоа е земање на примерок цитолошки од зголемината лимфна жлезда, најчесто тоа го земаме кај достапни за палпација и достапни за преглед лимфни жлезди. И таа е најчесто под контрола на ехо и добиваме цитолошки наод, кој што не ориентира. Обично тука е веќе во соработка со патолозите кои што треба да се апсолутно верзирани во тој преглед и цитолошкиот наод се класифицира во 5 групи. Значи првата и втората класификациона група укажуваат на бенигна состојба, значи најчесто реактивна лимфна жлезда, значи они ги читаат клетките кои што таму се наоѓаат и си има протоколи по кои што тоа се толкува. Третата класификациона група е граничен наод. Значи таму е веќе видено нешто што е сомнително, но не може децидно да се каже. Пак ќе повторам, тенкоиглената биопсија само не ориентира.
за тоа дали треба понатаму нешто да се прави и никако не може да биде диагностичка постапка врз основ на која ние ќе базираме понатамошен третман. Може четврта и пета класификациона група да се добие, тога што е сигурно патолошки наод, кој што може да биде или примарно зафаќање на лимфните жлезди со болест, најчесто хематолошка, не најчесто, туку сигурно хематолошка, или да биде метастатски депозит од некој карцином кој што се наоѓа од некој солиден орган и дава метастази во регионалните лимфни жлезди. Тоа не ориентира што понатаму. И следниот чекор е во колку имаме класификациона група 3, 4 и 5 веќе сигурно, биопсија, односно хируршко отстранување на еден интактен лимфен јазол. Најчесто целта е да одбереме лимфен јазол кој што е достапен за хируршка интервенција, да би извадиле цела жлезда, затоа што ни е битна архитектониката на лимфната жлезда, пак тоа патолозите го интерпретираат. И хируршката биопсија во суштина е се уште неприкосновена во диагностицирање на состојби кои што се врзани со промени патолошки на лимфните жлезди. Таа биопсија може да се направи на достапен лимфен јазол, но во колку се работи за недостапни лимфни јазли, како што се јазли кои што ние рековме ги имаме во цело наше тело, во граден кош, во стомак, тогаш тоа се прави со помош на една метода која што е од скоро, па не така скоро, ама сепак етаблирана како прилично добра и достапна, затоа што нема да правиме биопсија отворена, хируршка на граден кош или тоа е сепак голем оперативен зафат. Ова е со специјална игла, така наречена кор биопсија, со специјална игла под контрола, под компјутеризирана томографија, значи под томограф, се зема примерок кој што треба да биде репрезентативен за патохистолошка анализа и за имунохистохемиска анализа. И тоа ја надоместува отворената биопсија. Исто така, кај пациенти кои што имаат големи туморски маси, и тука, во колку се извади цела една жлезда, би било осакатувачка интервенција, значи мутилантна интервенција. Исто така се инсистира во последно време да се прави оваа кор биопсија под компјутер, за да можеме да добиеме репрезентативен материјал за патохистолошка диагноза. Докторка, темата е многу голема. Имаме да дискутираме сигурно уште еден час најмалку, меѓутоа времето ни е кратко. Една препорака до пациентите. Што треба да направат доколку најдат некаква жлезда на своето тело, во вратната регија, нели на препони, што прво треба да направат? Да се обратат на хематолог. Така. Не со страв дека ќе биде нешто хематолошко, но како најквалификувани кои што навиќе се бавиме со оваа работа, да се обратат на хематолог. Или, окей, ако е редот, да се обрати на матичен доктор, па матичниот доктор да го препрати секако на хематолог, како би ги расчистиле овие работи. Значи, почнувајќи од детален преглед, дополнителни испитувања и во колку треба, или антибиотска терапија, која што во колку докажеме, нели, инфективна состојба, тоа може да го реши и матичниот доктор, но подобро е сепак да не се чека, да се дојде, да се расчистат тие работи, да се направи план за диагностика, да не се плашат, бидејќи тоа мора да се издиференцира и да се оди понатаму во терапискиот пристап. И само да нагласам дека во случај на биопсија, значи биопсијата останува и понатаму неприкосновена. Таа ни овозможува патохистолошки диференцијации на типови на лимфоми, имунохистохемијата исто така, и тоа е предуслов за оптимална терапија. Доктор Смилевска, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека дадовме одговори на најчесто поставуваните прашања кога е лимфоденопатијата во прашање. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.